Деветиот месец во годината, традиционално во Крива Паланка минува во знакот на театарските музи Талија и Мелпомена. Во септември, некаде при крајот на Кривопаланечкото културно лето, кога стивнува и топлиот културен бран, Меѓународниот театарски фестивал Свети Јоаким Осоговски го внесува нашиот град во есента. Благодарение на залагањата на одговорните во општината, последниве 5 години, една недела во септември, граѓаните на Крива Паланка, но и гости, секоја вечер уживаа во театарската уметност и играта на реномирани ансамбли од земјаве и од странство. Годинава 6-тото издание на манифестацијата која кривопаланчани ја очекуваат со нетрпение и долго потоа ја прераскажуваат, ќе се одржи од 14 до 22 септември. Организацијскиот одбор за оваа сезона одбра 8 интересни представи и исто толку докажани театарски куќи и ансамбли кои ќе внесат живот во неретко монотоното секојдневие на кривопаланчани. Во недела ќе почне театарскиот фестивал по 6-ти пат оваа година во нашата општина. Мене ми е драго што ова веќе заживеа, гледам и со нетрпение граѓаните го очекуваат ова. За оваа година исто така спремивме за нашата публика многу убави театарски представи од сите страни на поранешна Југославија и Бугарија, онаму каде што јазичното подречје одговара, каде што луѓето може да ги разберат актерите што зборуваат и како зборуваат, така да имаме од Македонија, нормално од Струмица, од Битола, имаме од Србија, од Лесковац, од Белград, имаме од Тузла, Босна и Херцеговина, од Хрватска имаме, од Бугарија имаме, од Дупници, од Тополовград. Во недела, значи, почнува театарскиот фестивал со промоција на книгата за 5-годишното творење на театарскиот фестивал оваа година. Значи, потоа ќе биде доделување на наградата лауреат за оваа година на актерот Мето Јовановски и од утре дента, значи од понеделникот, од 15 септември започнува свечено почетокот на театарскиот фестивал во нашата општина. В недела на 14 септември, веднаш по свеченоста за отворањето на фестивалот, програмата ќе тргне со промоција на монографијата 5 години театарски фестивал, пошто ќе му биде доделено и признанието за лауреат на ова издание на фестивалот на носителот на наградата за животно дело, познатиот македонски актер Мето Јовановски. Веќе следниот ден на сцената во Националната установа Центар за култура, публиката ќе има прилика да ја погледне представата на Народниот театар Тузла од Босна и Херцеговина, Државен крадец. Во вторник, на 16 во Крива Паланка гостува Народниот театар Невена Коканова од Дупница, Република Бугарија, со изведба на представата Криворазбраната глобализација. Средата е резервирана за познати актерски имиња од Белградскиот народен театар Славија, кои ќе ја засмеат публиката со комедијата Љубовници. Во четврток, на 18 Битолскиот народен театар ќе се представи со продукцијата Без паника. Петок на гостини доаѓа Народниот театар Лесковац од Република Србија со представата Се ке се разјасни. Сабота ќе уживаме со театарот на комедија Велко Канев од Тополовград, Република Бугарија и со изведбата на Балкански аристократи. В недела пред кривопаланчани ќе се представи Народниот театар Анто Панов од Струмица со Не чукај блиску до срцето. И во понеделник на затворањето на фестивалската програма ќе гостува Народниот театар Вировитица од Хрватска со представата Ќуп. Се насе програма со која што одговорните велат дека ќе ги задоволат вкусовите на кривопаланчани. Еден од иницијаторите на фестивалот, првиот човек на градот Арсенчо Алексовски, нагласува дека ова му дава мотив и во иднина да го одржи настанот на ова квалитативно ниво. Јас од доаѓањето за градоначалник на општина Крива Паланка, јас ова го на некој начин иницирав и го дотеравме до крајот да може да се реализира од првата година. Па наваму јас навистина тука нема да заборавам и нема да испуштам да кажам дека огромна помош ни даде нашата сограѓанка Милица Стојанова и актерот Страшо Милошевски од Пробиштип, така да тие цело време од професионална гледна точка не водеа мене заедно со дел од општинската администрација кој ја водевме ова работа. Јас сум горд на целата ова работа, значи во нашата општина направивме нешто ново, направивме еден нов бренд, би рекол, на општината, тоа е театарскиот фестивал. За волја на вистината такво нешто сме немале, а сме имале актери кои давала ова општина, сме имале актери кои се еве, земете Милица Стојанова е доен на македонската театарска уметност и икс други актери, зошто да немаме и театарски фестивал. И еве, заживеа 6-та година,
ќе имаме успешно издание на театарскиот фестивал. Јас ќе кажам додека сум јас градоначалник, театарскиот фестивал ќе постои и ќе живее во нашата општина. Мислам дека тоа е во интерес и на граѓаните на општина Крива Паланка. Надворешните температури паѓаат, а топлина за телото и за духот ќе најдете на даските што живот значат во Националната установа Центар за култура во Крива Паланка. Не дозволувајте си луксус нешто да пропуштите. Тоа меѓу другото е и пораката на градоначалникот Алексовски. Искористам оваа прилика да ги повикам сите сограѓани на општина Крива Паланка да го посетат театарскиот фестивал, да бидат гости на театарскиот фестивал, има што да видат. Ние на театарскиот фестивал ќе донесеме реномирани уметници, актери од поранешните простори на бивша Југославија, од Србија, како што реков, од Босна, од Хрватска, од Бугарија исто така, од Македонија. Повик до сите и повелете на театарскиот фестивал.